Топ тема, добро вечер. Реформа која никогаш вистински не започнала. Меѓу неколкуте општествени сегменти кои може да се подведат под овој опис, секако е и здравството. Можно ли е регистарот на здравствените ресурси да биде почеток на темелна реформа, со која освен кадарот ќе се пребројат и услугите, парите што секој граѓанин ги одвојува, па ќе се преточат во соодветни пакети со кои ќе се обезбеди и правичност и достапност според потребите. Или може би такви амбиции воопшто нема. Одговорите за оваа дилема и се она актуелно што се случува во меѓувреме, во и околу здравствениот систем, во топ тема вечерва ги дискутираме со министерот за здравство Азир Алиу. Добро вечер и добре дојдовте во топ тема. Благодарам на поканата, добро ве најдов. Има неколку актуелни теми, повод е регистарот на здравствените ресурси, на кадровскиот потенцијал. Не е убава сликата што ја открива овој регистар, а првичните податоци ги презентиравте во петокот, но еве, една генерална оценка што открива тоа и што ќе значи за граѓаните и пациентите пред се. Благодарам на прашањето. Прво, креирање на политики во здравствениот систем почнуваат вистински и реформски почнуваат кога веќе се скенира актуалната состојба и од инфраструктурна гледна точка и од најбитниот екосистем во здравството кој што се човечките капацитети, човечките ресурси. И затоа приоритет од првиот ден ни беше креирање на регистар на здравствени ресурси, се со цел да видиме, да имаме пресек до кај сме и кои капацитети ги поседува здравството од аспект на човечки ресурси. Вие може да имате најмодерна инфраструктура, апаратура и сите потребни елементи во здравството, ако немате капацитети, човечки капацитети, кои што се по број потребни според европските стандарди, но исто така и по вокација и по едукација, вие нема да може да креирате здравствен систем кој што ќе нуди услуги во реално време и со вредност и со протоколи кои што се признаваат во светот. Затоа работевме долго, за да може да ги вкрстиме сите податоци а кои што се поврзуваат со здравствениот систем и тоа од неколку институции се со цел на крај да излеземе со реална бројка, да се соочиме со реалноста, таа не е убава, рековте сами. Значи, бројката и тој регистар ни покажува дека сме далеку од стандардите на Европската Унија, зависи од профилот и зависи од институцијата. За сега имаме две откриени, да кажеме, поголеми гепови во овој дел. Едниот е дека распределбата на човечките капацитети не е соодветна. Тоа значи во некоја институција имаме повеќе вработени, во некој сектор, некој одделение отколку потребата што ја има институцијата и истиот профил на кадар во друга институција може да недостасува. Прво, таа прераспределба ја видовме дека не е како што треба и тука треба да се работи. Вториот момент е бројот на здравствени работници. Знаете дека бројот на здравствени работници, за да имате квалитет, според Светската здравствена организација и според ЕУ стандардите, се знае за секој, буквално за секој здравствен работник, зависи од професијата, од профилот што ги има, колку треба да бидат по број на 100.000 жители во државата. Кој е генералниот просек и што е она што ги има тие податоци, но да не секогаш секој ќе сгреши ако оди по тој регистар како е направено. Значи, генералната слика е дека сегде ние не сме ни во ниеден сектор во здравството немаме човечки капацитети, а кои што треба да ги имаме според тие стандарди. Значи, буквално нигде. Тоа е за секој профил. Вториот момент, примарното здравство, исто така реорганизацијата која што ја планираме треба да даде одговор на овој момент. Например, во моментот ние имаме вкупно 15.529 доктори, од кои 14.940 се лиценцирани доктори, додека 599 се во фаза на релиценцирање на лиценците или во фаза на некој од нив едноставно можеби не сака да работи веќе како доктор, но како и да е, тие 599 ги следиме. Вториот момент кој што е многу битен,
овој регистар на здравствени ресурси ќе биде поврзан со централната дата на дата центар, значи со централните податоци на Министерството, и моментално работиме на, и така веќе ги отворивме 12 закони во здравството, работиме да овој регистар да биде алатка која што понатаму ќе организираме, ќе менаџираме и ќе креираме политики во здравството базирана на оваа алатка. Што значи тоа? Тоа значи дека ако планираме да вработуваме во здравството, мора да одиме по овој регистар и да видиме во која институција. Ајде да почнеме еден пат. Имаме... Колку е просекот, министре, на лекари кој што ние го имаме, колкав е европскиот просек, за да видиме колку сме далеко и што понатаму? Значи 3:1. Значи ние треба да вработиме во здравството уште толку колку што имаме во некој од секторите, велам, не можеме да генерализираме сегде, бидејќи знаете здравствениот екосистем е комплициран. Значи како и да е, буквално во секој радиолози, на пример, ни фалат многу. Кардиолози исто така. Анестезиолози исто така. Од другата страна, медицинските сестри дефинитивно е најголемиот геп што ги имаме во здравството, и затоа според овие анализи што ги имаме и според националната стратегија што ја креираме заедно со Министерство за образование, ние освен што ќе правиме реорганизација на капацитетите, ние ќе предвидуваме колку профили, здравствени профили произведуваме, а се со цел да може да ги вклучиме во систематизацијата што ги имаме. Има два пристапи со овие податоци. Првиот е да крчиме прсти колку е лошо и да критикуваме дека всушност немало здравствени политики, туку имало само политиканство во сите изминати декади. И вториот е како да почнеме да ја менуваме оваа слика. Ако некаде 290 лекари во просек ги имаме по глава на жител, 450 е европскиот, ако ни недостасуваат околу 8000 медицински сестри, тоа говори за еден низок квалитет или несоодветен квалитет на услуги. Со што ќе почнете вие? Паралелно. Значи, во здравството не можеме да чекаме. Здравствените услуги мора да се нудат во реално време и со квалитет. Секоја задоцната услуга е најскапата услуга. Секоја задоцната е најскапа, затоа мораме паралелно. Што значи тоа паралелно? Во првата фаза ќе одиме на реорганизација на тоа што го имаме во моментот. Исто така имаме здравствени работници кои што не ни се вклучени во здравствениот систем. И тоа ќе видиме колку е капацитетот. Тоа значи дека има медицински сестри кои што или чекат вработување или веќе работат надвор од екосистемот на здравството. Значи ќе треба и таа анализа да се направи, за тоа ќе ни треба најмалце месец и пол, за да видиме прво кои ни се капацитетите кои што ги располагаме од оваа гледна точка како држава. Вториот момент, да видиме колку од нашите лекари работат во странство, ние веќе работиме на тоа, веќе 4 доктори вратени се во Македонија, и да видиме дали можеме или да ги вратиме, но сепак се политики кои што ги креираме, или да ги вратиме, или вториот момент е дигитализација. Значи преку пак системот и преку дигиталните алатки ние може да вклучиме и доктори кои што ќе дават или второ мислење или ќе помагаат во здравствениот систем. За жал, мора да констатирам дека политиките креирани во здравствениот систем се многу нефлексибилни, се многу стари. Ние имаме закони кои што со децени не се променети, а знаеме дека здравството треба да се прилагоди кон демографијата на државата и кон инфраструктурата. За жал, тоа не е случај кај нас. И вториот момент, кога ќе ги знаеме колку ние имаме внатрешни капацитети, тогаш ќе видиме колку е тој геп. Мора да одиме така. Вториот момент, нормално дека нема да можеме да стигнеме до стандардите на ЕУ со овој пул на капацитети што ги имаме во државата. Вториот момент е заедно со Министерството за образование да профилизираме таков кадар за 4-8 години до 10, што е процес. И третиот момент е соработка со други држави. Веќе знаете дека сме во тек
соработка со Словенија, со Италија и гледаме и со други држави, за да можеме да подпишеме меморандум за соработка, за да можеме здравствените услуги да ги модернизираме и да може методологијата и протоколот на нудење на здравствена услуга да биде Што значи тоа модернизација, дигитализација? Зарем очекувате дека голем дел од граѓаните ќе го прифатат тоа дека ќе треба да ги лечи лекар на далечи? Видете, првата фаза е ние да примарното здравство да може да го стабилизираме, да кажем. Што значи тоа? Моментално на терцијално ниво ние имаме 70% на пациенти кои што гравитираат кон Скопје и кон кампусот Мајка Тереза заради примарно и секундарно здравство. Како може ова да се превенира? Не знам колку имаме време, да не одам многу. Сосема накратко, тоа е така наречениот и концепт, тука влегуваме и во концептот за регионализација, но ако го видиме само еден сегмент, например, околу онколошките услуги, тешко оди. Пак одиме на сегментарно, тоа што може, например, го има во Тетово, се уште градска не е готова. Одиме сегментарно на области кои повторно не го исклучуваат Скопје и клиничкиот центар како градска пример. Градска е при крај, 8 септември веќе е готова, значи имаат веќе и административно завршија за да може онколошките здравствени сервиси да ги нудат таму на амбуланско ниво. Битола исто така функционира и Тетово. Тешко оди, дефинитивно. Прво, сме многу предпазливи. Второ, сме кон крајот на годината. Значи, ние мора, бидејќи све се поврзува и со буџетот. Ние мора секој процес, здравствен процес кошта и мора да се дефинира и моментот на финанси за секоја здравствена институција и за секоја здравствена услуга. Со Битола имаме веќе тројца медицински сестри и еден физичар кои што ќе работат 6 месеци во онкологија за да може да се вратат и радиотерапија да може таму да обслужуваат. Тежок е овој процес, министре, а особено ако се погледнат податоците за тоа колку е ниско нивото на лекари кои што треба да се грижат за она што сите го зборуваат. Младите. Нема педијатри. Да не зборуваме за болестите на новото време. Поразителни се податоците за детска и адолесцентна психијатрија. Некои работи мора да одат многу побрзо и од тука прашањето е дали овој амбицијата на ова мапирање всушност не е целосна, бидејќи, како што може да се види, приватното здравство и натаму останува од она што главно се поима како здравствен систем. Зошто? Зошто тој страв од вмрежување? Не е така. Затоа што ова здравствена матрица, регистар на здравствени ресурси, ги вклучува и приватното и јавното здравство. Еве, од 2942 здравствени установи, ви имате таму, значи еве ги извадив само овие, чисто да имаме јасна слика што се случува со здравствените установи во државата. Од 2942, 2830 имате приватни здравствени установи, значи вклучени се тие, додека од таа бројка 112 се јавни здравствени установи, од кои од 112 108 ви се јавни здравствени, а 4 ви се универзитети и мани. Што ми е поентата? Велите, од 13.847 вработени во приватното, 9.040 се она примарно здравство, или еве за гледачите, тоа се матичните лекари, нивните тимови и така натаму, и оние. 4.807 се вработени во приватните здравствени установи, тука влегува се што е во приватниот сектор. Вие на 10 септември подпишавте меморандум за соработка со трите најголеми приватни болници, меѓутоа она што е тука впечатливо е велите се воспоставува рамка со која ќе се овозможи ангажирање на здравствен кадар, специјалисти од приватниот сектор во јавните здравствени установи. Моето прашање е,
има ли размислувања, идеја и концепти кои секако мора да се земат во предвид со оглед на ова актуелното, ајде да го наречеме за јавно-приватно партнерство, за промени во целиот систем во кој што ние ќе ги изброиме нашите капацитети, ќе го изброиме нашиот здравствен денар и ќе се одлучи кои услуги, во какви пакети, во која установа ќе се добиваат. Впечаток е дека има некаков страв кај сите политички гарнитури наспроти потребата од еден заеднички систем. Без оглед понатаму како во DRG системот ќе се дефинираат пакетите, нивоата на услуги и така натаму. Има ли воопшто такви идеи, бидејќи генерално кога се што презентиравте, ако се анализира, покажува дека го наметнува прашањето. А зошто позаемување на кадри, а зошто не дефинирање кои услуги во која установа ќе ги имаме и за колку пари? Вака, да почнам од почеток. Прво, како министер за здравство и како институција Министерство за здравство, ние мора да имаме јасната слика и од инфраструктурна гледна точка, и од технологии, и од тоа е сосема во ред тој дел. Меѓутоа сега веќе го зборуваме, базичната слика ја има и сега одиме во правците. Одиме во правците. Прво, за мене битно и за Министерството е крајниот корисник, граѓанинот, да има здравствена услуга во време кога не го треба и по квалитет кој што е дефиниран според строгите протоколи. И ова е крајната цел. И верувам дека во цел свет Министерството тоа има крајната цел. Како ќе стигнеме до тоа? Зависи од инфраструктурата, демографијата и капацитетите што ги имате. Во моментот, вие спомнавте прв пат во нашата историја како држава се случува Министерство за здравство да подпишува меморандум за соработка со приватните здравствени установи. И тоа ја потврдува, го потврдува добриот пат на Министерството кое ја утврдило таквата позиција. Но сега прашањето и таа функционира. И таа, само дозволете, таа функционира и во моментот... Моето прашање е за унапредување на чекор понапред, кој што води до сето тоа и вие што го кажавте. Навремена, квалитетна, праведна услуга на согласно здравствениот денар што секој од нас го вложи. Бидејќи се согласевме на почетокот дека секоја ненавремена услуга е многу поскапа. Ке стигнеме до крајната, која е крајната цел. Значи почнавме од првичната соработка. И знаете дека во тој период имаше многу скептици дали ќе функционира, дали ова е само еден документ потпишан. Веќе денеска збориме за процес кој што функционира. Денеска, значи, здравствените работници вработени во приватниот сектор веќе работат заедно со нивните колеги во јавните здравствени установи и нудат здравствени услуги. И тоа, јас имав состанок 2 пати за оваа тема, функционира безпрекорно. Значи, таа комбинација на луѓе, бидејќи тие потекнуваат од истите институции, од истите факултети, тие се и колеги, соработувале, некој од нив од јавно на приватно отиште, таа функционира. И овој беше првиот чекор. Вториот чекор, вие рековте услуги кои што може граѓаните да ги добиваат освен во јавното и во приватното. И сега го има тоа. Значи, според дефинирани DRG-а, нашите граѓани и сега услуги кои што се дефинирани и се ставени во листа во фондот за здравство, веќе и денеска граѓанинот може да бира кај сака да се лекува, дали во приватно или во јавна здравствена установа. Ама тоа дали е доволно, не е доволно, затоа одиме чекор напред. Кој е чекор напред? Дали кај вас во емисија спомнав дека нашите услуги сакам да ги поврзаме и со инфраструктура потребна, значи капацитети, и со човечки ресурси, и со финанси. И ќе инсистираме во новиот закон таа да биде така. Што значи тоа? Дека секој наш граѓанин, зависи од која здравствена услуга има потреба, ако не може да добие во примарното здравство таква услуга, а дефинирана е според здравствената патека, дека таму треба да се дефинира, да се добие, ако таму не може заради докторот, не дава такви услуги, нема државата 2 пати да плати за истата услуга. Значи, тој ако истата услуга ја добива во Скопје на клинички, тие средства за таа услуга, здравствена услуга, нема веќе да ги добиваат и во примарно здравство и во терцијално.
Тие автоматски ќе се минусираат од едната институција и ќе одат во другата. Значи, таа патека, тие податоци ќе го следат пациентот, граѓанинот, а не обратно. Ако на било која во било, ќе земеме ако за компјутер или за магнет во некоја државна институција, во државното, да го кажеме, здравство, се чека со месеци бидејќи или нема ред или нема радиолози кои што ќе ги прочитаат, таа услуга може да се добие во некој од приватното, зашто тоа да не го направи секој корисник. Бидејќи на тој начин не му се помага на приватниот, на тој начин со добро осмислен систем му се помага на пациентот да ја добие услугата и врз основа на парите кои што ги има на располагање, тие се негови пари. На тој начин не сметате ли дека подобро ќе се контролира и здравствениот денар и порационално ќе се користи? Затоа што наместо да се набавуваат нови КТ апарати, нови магнетни резонанци, еве само нив ги земавме како пример, иако државниот ревизор откри дека многу стојат и не отпакувани, наспроти тоа, тие пари ќе се насочат во нешто друго што не може да го субституира приватниот сектор ако тоа веќе постои. Имам впечаток дека има страф од тоа. Зошто? Не е така, Боби, нема страф, а бара време. Зошто велиме нема страф? Заради тоа што ние се докажавме дека како министерство дека не се плашиме од реалната состојба. Колку и да е таа ружна или колку и да е таа непосакана состојба. Таа е реалната. За да може да решавате проблем, вие мора да го дефинирате проблемот. А проблемот се дефинира со јасни индикатори, со јасна методологија и доаѓате до реалната слика. Првиот чекор го направив. Значи, ние веќе со регистарот на здравствени ресурси реално знаеме, што за жал за 30 години не се знаело, колку имаме капацитети во државата. И сега не може никој да каже имаме многу доктори или имаме малце доктори. Се знае каде, колку имаме. Вториот момент е регистар на опрема, апаратура и инфраструктура. Значи, не завршува тук. Значи, ние веќе знаеме и почнавме од човечки ресурси, заради тоа што ни треба време да ги креираме. Значи, не може вие доктор да правите со пари или за еден ден. Ке треба 6 години да студира, па после да специализира. Така да затоа почнавме со приоритет со здравствени ресурси поврзани со човечкиот фактор. Вториот е регистар на опрема, апаратура и инфраструктура, која што реално ќе знаеме со што располагаме. Значи, колку имаме метар квадрат во здравствениот систем, тоа исто така не е битно и таму има индикатори. Колку и каков тип на апаратура имаме. И веќе и тоа го правиме. Значи, листата е при крај. Јас имав ја информирав владата за драфт листата, но сакаме исто така уште еднаш да бидеме сигурни. И третиот момент, кога и ова ќе го имаме, тогаш веќе од јасна дефинирана моментална инфраструктура и јасно дефинирани човечки капацитети, вие креирате политики во здравството за наредните 10 години. Не се креираат политиките со листа на желби. Туку базирани на податоци. Но прашањето беше да ја видиме визијата, затоа што последниот ревизорски извештај исто така открива поразителни податоци. Само 5 акселератори, да не навлегуваме во сите податоци од извештајот на Државниот завод за ревизија, до денот на ревизија 5 акселератори не се ставени во употреба. Опрема вредна 13 милиони денари, вкупната била 21,8 милиони и ако се види кога се набавувало, како се набавувало, ќе се види дека можеби и не е точна тезата дека не се купувало. Се купувало. Ама еве ревизорот открил дека многу опрема стои неотворена, а причините за тоа што главните причини се набавена е, но или нема услови да се монтира, или нема кадар. Поразително е да веројатно дошле до вас тие податоци, дека има компјутерски томографи во болници кои што не можат да се стават во функција затоа што не може струја да се поврзе или нема спонсор тоа да го плати. Ова е реалната состојба. Значи затоа од првиот ден првата пресконференција, ако памтите, беше со 5 столба. Зошто? Ние работевме интензивно да видиме, без да влеземе во вакви детали што ги имаме денеска, со што се соочуваме во здравството. Испадна дека
немаме ни политики на креирање на буџет за здравството. Едноставно нема методологија која што е базирана врз податоци. Немаме политики за креирање на човечки ресурси во здравството. Немаме политики на купување на опрема и апаратура и друга инфраструктура поврзана со здравството. И почнавме полека да ги решаваме. Првиот чекор беше регистарот за човечки ресурси и освен што ги сетираме проблемите, нормално наоѓаме одма решење. Ви кажав за човечки ресурси кои се решенијата. Исто така, еве, знаете дека за кратко, за една недела, излегуваме со новите специализации во државата, кои што буквално се менуваат. И тука работат лекарската комора и универзитетите, фармацевски, медицински и стоматолошки, за да може да имаме нови специализации во државата по потреба на демографијата и на инфраструктурата. Третиот чекор, ако ми дозволите. Значи, што ќе се случи само со специализациите? Значи, ние ќе имаме и општи специализации во кои што ги немаме за жал, а нам ни се потребни за нашата здравствена инфраструктура. И четвртиот момент, кога ќе се креира тој регистар, а веќе е при крај на опрема и апаратура, веќе од сега знаеме кој ќе биде нашата визија. Визијата ќе биде не купување на опрема, туку на лизинг да биде опремата. Не збориме за потрошен материјал, туку за опрема која што бара одржување, која што е битен дел на здравството. И тука многу брзо ќе дојдеме до зошто опрема на лизинг која што ќе стои во јавното здравство, ако вие имате таа опрема во приватното здравство. Или еве да го заокружиме овој дел, бидејќи има и други прашања. Многу битен момент само да одговарам. Че уште еднаш ние тој регистар на опрема нема да биде само за јавните здравствени институции, исто така и за приватните здравствени институции. Исто и тогаш ќе се направи анализа. Колку може таа инфраструктура од приватните здравствени институции да биде дел од пакетот на здравствени услуги. Значи, буквално секој процес многу предпазливо го креираме. На крај, таа инфраструктура што во моментот ја имаме нормално ќе продолжи да се употребува, но таа што недостасува нема веќе да купуваме по милиони, 2 милиони, 5, не знам, апаратура, туку ќе одиме на лизинг за две работи. Прво, многу брзо ќе дојдеме до решавање на инфраструктурна гледна точка во здравството. Вториот момент ќе имаме јасна методологија како да ги следиме да не се случува имаме апаратура или не е сервисирана, или не работи, или не сака да работи. Значи, ние мора да креираме јасни протоколи во здравството и тоа ќе го направиме. Значи, и премиерот неколку пати спомна дека во оваа фаза веќе влегуваме со реални потреби што има здравствениот систем и нема да се плашиме или да се срамиме од реалната слика што моментално постои. Има веројатно тука некако и можеби и неискористен потенцијал. Еве да заокружиме, велите се до ова, врз основа на сите анализи што ги правите, дека всушност имаме една хаотична збирка од установи. Која ви е проекцијата кога, еве, ако таа не е хаотична, сепак да не остане расцепкана структура и расфрлан здравствен денар, за колку време би можеле да дојдеме во ситуација кога било кој пациент, било кој граѓанин едноставно нема да биде во дилема дали има или нема, туку ќе има можност за својот денар да ја добие потребната услуга врз основа на утврдени пакети во било која здравствена установа, при тоа да не го гледа логото дали е таа со грбот на државата или има лого на некоја приватна установа. Јас би сакал, како министер за здравство, секој граѓанин во секој момент да ги добива сите здравствени услуги. Тоа е процес и тоа не може да се случи одеднаш, не на ваков здравствен систем кој што утврдивте дека е хаотичен и дека нема и вие утврдивте. И да, и јас нас сега ни е полесно да донесуваме заклучок. И не се страмиме од тоа, бидејќи мораме да дефинираме реална состојба за да решаваме.
моментално бараме од сите здравствени установи во државата да прават функционална анализа. Бидејќи тука исто така имаме проблем. Значи ќе ни треба уште еден регистар за здравствени услуги на ниво на државата. Значи тој постои, не е докомплетиран. Што значи тоа? Имаме здравствени установи кои што имат здравствени услуги кои што не треба да ги имат или обратно ги немаат. Затоа бараме буквално од секоја здравствена институција, од примарно до терцијално, да направат функционална анализа. Што значи тоа? Дека институцијата ќе види кои здравствени услуги ги нуди и кои сака да ги нуди, според тоа ќе бараме систематизација на институцијата. Значи, од таа систематизација ќе се поврзе со регистар на здравствени ресурси во државата и ќе знаеме и каков тип на инфраструктура, што треба да вложиме таму, кои луѓе треба да ги вработиме, кој профил на луѓе и на крајот тогаш ќе дојдеме до таа јасна слика на граѓаните за да знаат здравствената услуга која што треба да ја добиваат. Знаете дека со закон имаат право да одбират кај сакат да се лекуваат, да може да одбират во која институција. Вториот момент. Но тоа ќе треба и соодветни промени, бидејќи сегашниот систем не го возможува тоа, освен за одделни пакети кои што ги има насекаде. Затоа ги отвараме 12 закони кои што веќе се некои од нив веќе се при крај. Наредната недела во петок имаме пресконференција за некои од тие закони како драфт верзија за да може да отвориме јавна дебата со сите стекхолдери во здравството. Исто така знаете дека во моментот сме на верификација на секој пациент од мој термин. Ние имаме, значи, знаете дека сите пациенти веќе се дел од инфраструктурата наша. Сакаме уште еднаш да ги верифицираме нивните телефонски броеви, да знаеме дека комуницираме во реално време со нив. Кога ќе стигнеме до тоа ниво, ние реално за секоја здравствена услуга, пациентот ќе биде информиран дека кога треба да ја земе и дали веќе е земена. Пример, знаете дека пред 3-4 месеци имавме ситуација која што во системот се наведени дека граѓанин има добиено некоја здравствена услуга, а тој воопшто не е информиран. Значи, ние сме свесни дека и ваков тип на процеси има во здравството. За да ова биде отстранато, ние работевме од тогаш и еве веќе сме при крај. Тука веќе не дели се во прашање, кога граѓанинот ќе знае дека, например, ако одите кај доктор и добивате некоја здравствена услуга, автоматски ќе ви дојде и SMS на телефон дека таа здравствена услуга тој ден е добиена и ако има други информации што треба да ги добие, ќе ги добие. Што значи ова? Дека ние ќе комуницираме, значи системот, здравствениот систем мора да комуницира со корисникот на тој здравствен систем, во овој случај со пациентот, за да и он биде во тек и да може да не се злоупотребуваат овие процеси. Вториот момент што го работиме, ќе ни треба уште време таму, ќе има право секој пациент, секој граѓанин да знае кој влегува во тие податоци и кој ги анализира. Бидејќи имаме и тука други индикации кои што ги работиме во моментот. За да знаеме дека секој граѓанин да знае кој отвара портфолио, здравствено портфолио, кога и зошто. Значи, за да имаме јасна слика и да веруваат, крајната цел ни е граѓаните да веруваат дека здравството е за нив и не се злоупотребува од ни една гледна точка. Така да затоа таа транспарентност навистина ни е многу битна. Тука одиме со првата пауза за реклама. Министре, преминуваме на други актуелни теми. Ќе се задржам на оние кои што асоцираат на политики, иако дел фаќаат и конкретни случаи. Кога пациентите ќе знаат кои се лекарите и кои се болниците во кои овие лекари непотребно отварале срце, а докажавте 10 такви случаи? Целиот процес, од почеток кога почнавме да работиме, сакавме да биде транспарентен и базиран на професионалност. Затоа, тие луѓе што се одбрани таму се стручњаци од областа, значи се внатре експерти кои што ги поседуваат државата и тие се дел од таа работна група. Јас бев само на првиот состанок и на последниот, од 11 работни сесии таму. И излеговме со пресконференција, која што од почеток методологијата ни беше така, дека ќе има
два нивоа на работа на таа работна група. Првото ниво е овие фолдери случаеви кои што се веќе делот од таа работна група што треба да ги анализираат и административно и клинички, и исто така отворивме процес сите граѓани на државата да може да пријавуваат ако случајно не пријавиле, и веќе 25 од нив рековте дека беа анализирани. И тука требаше да има пресконференција, ја направивме со драфт резултатот, извештајот. Зошто велиме со драфт уште еднаш? Не дека не веруваме во нашите експерти, бидејќи многу е сензитивна целата ситуација, а навистина сакаме да излеземе и пред граѓаните и да веруваат дека навистина овој процес е транспарентен и нема никакви задни намери. Затоа рековме ќе вклучиме во втората фаза тројца експерти кои што немаат врска, не само дека не живеат во Македонија, туку немаат врска со здравството. Значи, чак баравме експерти кои што никогаш не работеле со Македонија, за да нема никаква комуникација со здравствените институции. Се е во ред со добрите намери. И идејата е, само дозволете до крај, идејата е заедно истата работна група наша, заедно со тројцата надворешни експерти, уште еднаш да се ревидира извештајот. И ако има потреба да се оди уште еднаш за секој фолдер да се отвори уште еднаш и административно и клинички, и за да може на крај да имаме крајен извештај. Колку време ни треба? Значи, треба време и административно и технички. Административно, знаете дека тие не се граѓани на нашата држава и мора да ги поминаат сите процедури кои што се неопходни за да може он да има пристап. Само дозволите, ова е многу битно, ве молам. И вториот момент е преводот. Значи, морат сите тие материјали да се преведат и на англиски јазик, за да можете и да имат пристап и јасно. И тоа не би се завршило, јас слободно ќе проценам, за најмалку 3 месеци, па достапност до податоци и да се обезбедат сите дозволи. Министре, само е битно многу. Процесот е сензитивен за да може да брзаме. Апсолутно. Јас верувам дека побрзо ќе биде тоа, но во целиот процес има едно крупно прашање. Во моментот кога на 14 ноември со комисиите, со домашните експерти, излеговте и рековте дека 10 случаи утврдено е дека се непотребно извршени операции или непотребно упатени за операција. Од тој момент вие должите одговор. Бидејќи ако претходно беа шпекулации, најави, има шпекулации за разни заднински игри и така натаму, вие на 14 ноември рековте да, имаме 10 случаи. Од тој момент секој има право на поголема скепса и недоверба токму заради оваа изјава. Никој од пациентите не знае ни кои се лекарите, ни кои се установите. И секој кој што веќе има потреба од тие услуги, оправдано го поставува прашањето, каде одам јас и што ќе добијам? Затоа рековме процесот ќе биде транспарентен. И одговорот на институциите ќе биде во крајниот резултат. Ние сега го знаеме. Затоа сакаме да бидеме предпазливи. Јас не знам утре што ќе ми се случи ако отидам за две работи. И затоа ние можевме да кажеме да заврши комисијата. Сега чекаме надворешните експерти, ќе ни треба месец и пол, колку и да е 2, за да може да излеземе со крајниот резултат. Зошто не сакавме? Што правите вие во меѓувреме да спречите тоа да не се повтори? Прво, кога си транспарентен и процесот е транспарентен, веќе секој, јас ви гарантирам, секој можен пациент кој што има потреба од такви здравствени услуги, прво он самиот е свесен дека треба да прашува 2 пати и да се консултира и можеби да бара второ мислење. Фактички системот веќе не е тој што беше. Едноставно секој граѓанин има право да знае каков тип на здравствена услуга добива, но од другата страна да не заборавиме дека и здравствените установи веќе не се тие што беа. Секој доктор,
секоја здравствена институција ќе размисли два пати. Оваа бројка кажува дека таа совест ја немало. Како вие очекувате сега секој да бара второ мислење, меѓутоа не секој има средства тоа да го прави. Не секој е сигурен дека и второто мислење кое ќе го побара, вие сте информатичар, може да направите и теоретска пресметка, и математичка, и компјутерска. Лекарите се тие, нивото на услуги го знаеме, секој може да си ја постави дилемата, што и зарем не е можно некој и од тоа второ мислење да биде дел од тие десетмина. Кој е системот, која е вашата гаранција на системот? Кога јас одам во една институција, таа диагноза, таа одлука треба да биде конечната и државата и таа со нејзините институции која што тоа ќе го гарантира, а не после еден преглед ние да се шетаме по сите лекари за второ мислење. Тоа јавно. Значи, исто така во оваа фаза, додека заврши крајниот извештај со надворешните експерти, јас исто така на пресконференција, мисли че ако не се лажам, реков дека работиме на методологија и на креирање на протокол за хард тимови. Што значи тоа? Дека во оваа фаза, за секој случај кој што треба да се консултира тој тим од експерти, дали ќе бидат тројца или пет, ќе даде крајен одговор дали како треба да се третира тој пациент. Фактички и во оваа фаза ние, без разлика дали резултатите ќе се чека крајниот извештај месец и пол, ние веќе нудиме решение. Работна група ќе се креира исто така и од приватните и од јавните здравствени установи, ќе излезат со методологија. Министерството за здравство креира креира хард тимови кои што ќе дават конечен овие 10 случаи се и од здравство и од јавното и од приватното. Како да бидеме сигурни каде да побараме второ мислење, впрочем каде и да одиме за прво мислење? Видете, вие мора да верувате во експертизата на луѓе кои што завршиле 6 години факултет и 6 години специјализација и субспецијализација. Ние збориме за креирање на систем. За жал, кај нас недостасува системот. Вие не ги филтрирате тие 10. За жал, само дозволите, не недостасува капацитети, човечки ресурси. Јас цело време велам, нашите универзитети произведуваат добар профил на доктори. Ние системот ни е стар или воопшто го немаме во некои делови во здравството и ние мора да креираме таа здравствена патика доволно добро и јасна да биде и тој здравствен протокол. Затоа, за прв пат воведуваме хард тимови кои што во светот веќе се познати и функционираат. Тоа значи дека тука се вклучуваат и кардиолог, и кардиохирург, и анестезиолог, интервентен кардиолог, така да кога тоа ќе стапи на функција, бидејќи министерот Азир Алиев ги знае кои се овие 10. И лекари и клиники. За јавните министерот Азир Алиев може да влезе во мој термин или да нареди да се побара тоа лично да види неговите тимови да видат колку операции во меѓувреме се направени, како се третирани пациентите по кои протоколи, ма јавноста не знае. Недовербата веќе постои. Видете, за жал, недовербата во здравството постоело и постои, се додека не креираме здравствен систем, кој што системот ќе збори за услугите, а не човекот и нема да биде зависен од некој доктор, од некој директор или не знам од некој оддел таму. Затоа, втората фаза на таа група, на таа комисија, веќе ќе биде на терен и ќе оди во здравствените институции и таму по случајност ќе одбере неколку фолдери и ќе ги анализира исто така. Значи, таа ни е втората фаза, што ќе работат тие. Во меѓувреме, креираме тим кој што ќе нуди решение и тој тим веќе ќе биде воспоставен според европските стандарди. Знаете, во здравството е реално многу лесно да се направат реформи, бидејќи многу прецизно се дефинирани сите протоколи и здравствената патика. Што треба ние да направиме како министерство? Да ги земеме тие веќе добри практики во светот, да ги адаптираме според капацитетот, демографија и инфраструктура во здравството и тоа да ни биде дел од процесите кои што дневно, јас како пациент и вие нема да размислувате за протоколи кои што и не ги знаеме и не треба да ги знаеме, туку ќе бидеме сигурни дека кога одам на доктор, он не по волја мене ме
ме води во здравствената патека, туку мора да оди по таа патека која што е јасно дефинира од Министерството. Министерството, впрочем, и тоа треба да го направи, да креира политики, закони кои што јасно ќе бидат дефинирани секој процес во здравството. И ние тоа го правиме. Тогаш многу малце ќе остане место или воопшто за деформација на тој протокол од страна на некој доктор или на некоја институција. Кога веќе вие имате системот контролира. Тек тогаш здравството ќе пациентите во здравството ќе имат доверба. Сега сме во меѓуфаза од тоа што вие го зборувате и за жал имаме уште еден пример кој што инцидент во јавноста покажа всушност дека дури и директор на клиника работел без лиценца. Што ќе се случува со овој случај? Затоа велам, многу се отвори. Тоа е здравството и ова е реалната слика. Што направивме? Прво најдовме решение за ова. Лекарската комора, која што е надлежна за лиценците, ќе биде во реално време поврзана со централниот систем на Министерство за здравство. Тогаш, во реално време, и веќе тоа протоколот е дефиниран, мислам дека од техничка гледна точка најверојатно е при крај, ако не е и завршен. Значи, што ќе се случува? Во еден месец или два, тоа мислам дека лекарската комора ги има нивните протоколи и правила, ќе биде информирана институцијата и докторот, за да може да влезе во фаза на релиценцирање. Во моментот, тоа исто така го има. Од лекарската комора ги информираат институциите и докторот дека треба да се релиценцира, но тоа се прави или по мејл или мануелно. Ние веќе го централизираме. Во моментот кога ќе истече времето за релиценцирање, пример, јас имам лиценца до денеска, утре нема да ме има како доктор во мој термин, за да можам да нудам здравствени услуги. Значи го решивме и тоа. Многу едноставно е решението, само требаше да се креира систем. Не треба ние да размислуваме уште еднаш како ќе ги спречиме. Кога ќе се пресретнуваат проблемите, од кога ќе почне да се пресретнуваат проблемите, бидејќи се во ова сега е барање решенија откако работите ќе се случат, иако тоа што сега се прави да има следливост во лиценците е нешто што морало да се применува не од вчера, туку од завчера. За жал тоа е. Рековме, мора да ги решаваме проблемите базирани на тоа што го имаме. Во моментот тоа е ситуацијата. Министре, спомнавте малку околу децентрализацијата на онколошките здравствени установи, но тоа нема да го реши проблемот ако во меѓувреме не се отстранат сите административни бариери кои што се сега причина за хроничниот недостиг од онколошки лекови. Пациентите не ги интересираат 12 закони. Не ги интересираат оние чудни зборови на Фондот за здравство кој лек во каква состојба. Не успеав да го дешифрирам тој збор дека имало дефекти или лекот го нема и не е битно дали го нема заради процедурите, дали ги нема заради производителите, која ќе имаме една појасна ситуација на овој план, бидејќи од многото ова е едно од поакутните прашања. Така е. Уште еднаш, мора да тргнеме од реалната состојба во државата, во здравствениот сектор. Ова е таа реална состојба. Значи, затоа, одиме со регионализација на здравствените услуги и на здравствената инфраструктура, за да стигнеме до реална реорганизација. Затоа паралелно правиме регистри, паралелно бараме функционална анализа, за да може после да стигнеме до систематизација на институциите и на крај ве уверувам дека секој граѓанин ќе знае, и тоа и визуелно ќе го направиме, значи ќе има апликација која што ќе се знае во кој регион, кои услуги кај се нудат, и тек тогаш ќе имаме јасна слика и ние како институции и фондот, но исто така и граѓаните, што се случува со таа здравствена мрежа во државата. Онкологија ние од првиот ден го работиме и ние во приоритет заради многу причини. Првата причина е заради природата на пациентите кои што се онколошки. Вториот момент исто така заради
начинот како тие треба да се третираат и колку им треба поддршка освен пациентот, значи ќе им треба плюс еден од семејство или за да ги придружи. Затоа од првиот момент се бавиме и затоа бевме и 8 септември веќе рековме е завршен, ќе треба да почне со работа, Битола, Тетово веќе работат, Штип се уште се работи. Идејата, и ние немаме магично стапче за жал, ама и не сакаме да брзаме во здравството, да креираме ад-хок решенја без при тоа да бидат добро анализирани и предвидени. Бидејќи понекогаш се работи за здравјето на пациентите. Да, секогаш се работи за здравјето на пациентите, меѓутоа, министре, ако системот лекови на реверс, може би се докажа дека има во него и коруптивни елементи и така натаму, а кога тој се укинува, мора да има соодветен субститут, а тоа да не биде. Процедурите се долги, законските, јавните набавки не одат така едноставно и така натаму. На крајот трпат пациентите. И јас се согласувам со вас дека секој пациент, и јас, и вие, и секој во кој што има потреба од здравствена услуга, на крајот на денот сака да ја добие на време и квалитетна. И тука сите се согласуваме. Но мора исто така да се согласуваме дека моментално законските решења се овие. Затоа ги отворивме 12 закони, плюс креираме и 3 нови непостоечки закони, за да бидеме компатибилни со ова што сакаме да го направиме. А крајната цел е таа, да може и секоја процедура, дали е административна, дали е клиничка, да се знае ако заглавува веќе здравствен систем, како може да оди по брза трака за да може пациентот да ги добие сите здравствени услуги на време. За жал, имате право, многу често се случувало, сега веќе пробуваме да се намали тој дел, да нема во некои установи некој лек заради административни процедури. Или не се јавил никој на тој тендер заради тоа што е мала количината. Знаете дека ние и како држава сме мала по број и многу помалце атрактивни за таков тип на компанија. Годините назад и искуството треба да понудат решенија во кои сето тоа ќе биде антиципирано веќе и ќе има решенија за се. Тоа го правиме. Значи мора Уште да една работиме. пауза за реклама. Министре, за крај малку и на политиката, во само една минута. Останувате министер за здравство, бидејќи имаше и дел од шпекулации, дека некако вие сте голема коалиција сега вреди, освен владината коалиција, дека во вреди има некакви аспирации од меѓу можните наследници и комбинаторики за едната или две министерски места, дека една од комбинациите беше и можна ротација во вашиот ресор? Видете, постои работна група која што работи на политичкиот момент, реорганизација или можна организација на институциите. Знаете дека крајниот збор е на политичките партии кои што се дел од коалицијата и на крај премиерот одлучува за составот на владата. Јас сум по принцип, знаете, јас сум бил и порано дел од такви групи кои што за да се креира таа коалиција, нели памтите, јас бев дел од таа работна група и сакам административно да ги почитувам сите процедури. Во тек се при крај се мислам дека тој тип на како ќе изгледа владата после, нели, имаме еден министер, вице-премиер кој што веќе не е дел од владата, да оставиме за, мислам дека оваа недела ќе биде завршен тој процес и да оставиме како ќе изгледа на владата да соопшти. Ви благодарам што вечера бевте гостин во Топ тема. Благодарам. Вам почитувани, ви благодарам за вниманието. Останете на програмите на Телмо.